Добро вечер, започнува Православна ризница на Канал 8. Доколку редовно ги следите емисиите Православна ризница, добро знаете, почитувани гледачи, дека со Јакон Димитар Арсовски повеќе пати сме ги споменувале 10 Божји заповеди. Вечерва во емисијата подетелно ќе ги обработиме 10 Божји заповеди и ќе го објасниме она што помалку делува збунувачки или контрадикторно во врска со Божјите заповеди. Како што кажа, вечерва наш вечерашен гостин е Јакон Димитар Арсовски од Православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги од Кочани. Добро вечер, добро ни дојдовте повторно во Православна ризница. Добро ве најдов. Така, веќе во најавата кажав, ќе зборуваме за 10 Божји заповеди. Ајде накратко пред да ги објасниме, да кажеме во кој временски период се напишани истите. Значи, за пишувањето на 10 Божји заповеди има сведоштво во втората книга Мојсеева, во 20-та глава, каде што нели се зборува за времето кога се дадени, односно овој настан се случува по излегувањето на еврејскиот народ од египетската земја, настан кој што е потврден и од нели и од световната историја, што укажува на вистинитоста на настанот и нели не е ова некоја бајка или измислица која што пласираат христијаните, туку е одредена историска вистинитост. Значи, давањето на 10 Божји заповеди од страна на Бог на Мојсија се случува во третиот месец по излегувањето, како што е нели посведочено во втората книга Мојсеева. Значи, буквално пишува дека тоа се случило во првиот ден од третиот месец по излегувањето нели од египетското робство, каде што буквално Бог му ги дава 10 Божји заповеди нели на планината Хорев, напишани директно од Божјиот прст на две камени плочи. Така. Но дали постоела последна причина и која е таа за директно добивање на Божите заповеди од Бога? Значи, ова прашање е многу поставувано, да речеме, од она елита на научници кои што го оспоруваат постоењето на Бога и неговото делување. Како што и во претходните емисии напоменав, треба кога зборуваме за овие работи, нели кога го толкуваме Светото писмо, треба во контекст да ги земаме историските прилики кои што биле, значи, настаните кои што се случувале, културата на народот, како и јазикот. Значи, треба сите тие елементи да ги ставиме во полза на толкувањето. Значи, како што знаеме, еврејскиот род бил подолго време под робство, биле покорени, значи голем временски период во Египет, каде што буквално луѓето биле експлоатирани и како што нели сведочи и Светото писмо, и оние кои што нели не имаат читано Библијата, сигурно го гледале филмот со Мојсей, кој што нели многу пати за време на големите христијански празници го иметуваат по телевизија, знаат дека нели еврејскиот народ бил експлоатиран, буквално работа за парче леп колку да преживе и нели правеле тури од кои што се граделе големите градови, според некои нели тврдења се граделе и пирамиди токму од тие тули кои што ги правеле еврејскиот народ. И како таков еврејскиот народ веќе почнал да трпи одредени влијанија од нели египетската култура, египетската традиција, па дури египетското верување, и се појавила потреба за добивање нели одредени закони, бидејќи тие во египетското робство, додека биле немале конкретно пишан закон, бидејќи самите тие биле неписмени, експлоатирани и искрено не им било дојдено до пишување, па затоа за нели откако излегуваат и знаеме дека тоа патување, нивно преселување траело цели 40 години по Божја промисла, значи дистанцата можеле да поменат и за многу пократко време, но по Божја промисла тие патуваат 40 години и за да не дојде до застранување од нели како се вели од страна на евреите, Бог им го дава тој закон, не дека нели евреите ја забравиле својата традиција, го отфрлиле Бога, но да го имаат пишан закон кој што ќе остане нели со генерации да се чува и да се негува, се со цел да не се застрани од вистинските нели вредности тогашни старозаветни кои што владееле и да не се застрани во идолопоклонство, многобожство и секакви други работи. Ќе ги објасниме подетелно 10 Божји заповеди тука во емисијата Православна ризница. Првата Божја заповед е: јас сум Господ Бог твој, да немаш други богови освен мене. Морам да кажам дека малку е напишана како наредба. Дали тука се наметнува туѓа волја и се нарушува слободната волја на самиот човек? Значи, Бог уште кога го создава човекот, нели во шестиот ден како круна на сето создание,
еден од даровите кои што му е даден осем разумот е слободната волја. Значи ова заповед ние едва и можеме да кажеме дека е заповед, навистина е напишано во една императивна форма како заповед, но ова всушност не представува заповед, ова е еден начин на кој што евреите живееле. Значи, како што кажав, да се надополнам, еврејскиот род го зачувал својот културен бит, зачувал верата во единиот Бог, Бог тогаш не им се јавил во тројца како што ние христијаните сега го познаваме Бога како Отец, Син и Свети Дух, тогаш поимањето на Бог било сосем различно, заради културата, нивната интелектуална подготвеност да го сватат Бога, значи имале сосем друга представа за Бог, Бог како единица, но бидејќи биле во долго време во египетското царство, каде што буквално таму владеело идолопоклонство, имале многу богови. Знаеме дека старата египетска религија многу божичка и имале многу богови, па затоа токму како прва заповед е дадена оваа заповед се со цел да се спаси еврејскиот народ, сите оние влијанија да бидат отргнати и нивната вера да остане запазена и чиста. Значи заради идолопоклонството е првата Божја заповед? Да, меѓу многуте работи идолопоклонството. Египетската религија си имала своји начини на свештено дејство кои што пред лицето на вистинскиот Бог не му биле угодни и затоа еврејскиот народ е избран народ кој што треба да чува вистинската вера во Бога, потокму затоа се јавува ова прва Божја заповед. Значи, ние и до ден денес Бог ни остава слободна волја на нас, ако сакаме веруваме, ако не сакаме не веруваме. Исто било и тогаш, но тоа важело за сите оние кои што веруваат во Бога, да го сакаат пред се него, бидејќи знаеме дека Бог е тој кој што е наш создател и нашиот однос кон Бога треба да биде синовски, а не робовладетелски или наемнички. Така. Втората Божја заповед не прави идол ниту слика од она што е горе на небото, и што е долу на земјата, и што е во водата под земјата. Да не им се клањаш, ниту да им служиш. Да објасниме ова заповед, но морам да кажам дека некои протестантски цркви го осудуваат православието како да не се почитува ова втора Божја заповед. Јасно. Значи не би навлегувал одговорот на ова прашање во врска со идолопоклонството би бил еднаков, идентичен со одговорот на првото прашање, значи знаеме дека египетската вера, нивното верување имало и многу идоли. Но ќе се задржам на ова прашање и баш се радувам што ми го поставивте, бидејќи ќе биде еден одговор на сите оние несогласувања, бидејќи кога протестантските цркви го напаѓаат православието како религија која што е лажна, па и другите, да речеме, секти кои што немаат врска со православието, кога сакат да не осудат тоа, таа осуда ја така кажуваат како кога ние зборуваме за иконите, бидејќи ниту една протестантска црква, како што знаете, во својата богослужбена дејност и во свештенство не почитуваат икони. Значи, ние, православните, на светите Божји икони не гледаме како на идоли. Значи, под идол се подразбира одреден кип, статуа, да речеме, нека биде како за пример ќе го земеме Богот Амора, кој што има и човечко тело, има глава на орел. Значи, во како се вика во другите религии идолопоклонството било многу застапено, значи тие не гледале некоја естетика, туку верувале дека тој предмет или да речеме тој идол кој што е изработен имал посебна моќ и луѓето се молеле, па дури принесувале жртва на таквите идоли. Но дали денеска постои идолопоклонство? Да, значи само да го одговорам ова, ќе ви одговорам и на ова прашање, значи луѓето кои што, да речеме, не се православни, кога ние зборуваме за иконите, не осунуваат за идолопоклонство. Значи ние во иконите не гледаме идоли, ниту се поклонуваме на материјалот од што е изработен на дрвото, ниту пак на ликовите кои што се насликани. Значи ние светителите не ги доживуваме како Бог, но тие се луѓе кои што се угодници Божи, кои Бог на одреден начин ги прославил. Факт е дека постојат светители. Значи, светители нема во православните
во протестантските цркви, бидејќи благодата отстапила од нив. Значи ние како знаеме дека нели одредена личност е светител, по неговата смрт Бог на некој начин го прославува. Значи дали без разлика дали ќе тече мир од неговите коски, дали неговото тело нема да биде распаднато. Се случуваат многу чуда. Така. Знаеме дека нели сега кај нас во Македонската православна црква се подготвува, се остава простор за канонизирање на неколку светители, што укажува дека нашата црква е вистинска црква. Значи ние не се поклонуваме, како што реков, на светителите како на богови, туку бараме од нив молитвено застапништво. Значи апсолутно е неточно таквото толкување дека ние во иконите имаме идоли или идолопоклонство или не знам така какви... се поклонуваме, но сепак се бара молитвено застапништво. Точно е дека превентивно, значи православната црква статуите ги има отфрлено од употреба токму поради обвинувањата, нели, дека ние сме идолопоклоници или нешто слично. Знаете дека ние во нашата православна црква имаме резби, имаме икони, но во никој случај немаме статуи. Но статуи се прават. Еве пример ќе го дадам во Зрновци, во општина Зрновци, на Свети Димитрија, ако не се лажам, како што и се нарекува црквата. Градоначалникот постави статуа на Свети Димитрий, а тоа беше секако со благослов на митрополитот Брегалнички. Но ние не жртвуваме, нели не принесуваме некаква жртва на тоа, значи тоа е различно е, различно е толкувањето. Значи овде се зборува за толкување односно како се поема, нели, термин статуа. Ние имаме во соборниот храм, или во Скопје статуа. Добро, и на Свети Климент Охридски, и на Свети Кирил и Методи и така натаму, и на некои училишта. Значи има на некои светители такви статуи. Кога ме прашавте за, нели, дали денес постои идолопоклонство? Да, идолопоклонство во форма како што било, нели, во паганскиот свет, каде што буквално пред идолите се принесувале жртви многу пати и човечки, нели, жртви, таквото идолопоклонство како што јас имам сознание, мислам дека не постои, освен од она што го имам прочитано дека постои во некои одредени сатански секти, но не сум доволно запознаен и не би шпекулирал во врска со тоа. Значи, денешното модерно идолопоклонство според, нели, некои отци го гледаат во брендовите. Значи, ние имаме различни идоли, имаме идоли од музиката, имаме идоли од уметноста, многу ми нагледаат идоли буквално во уметноста, но не, нели, ја немаат она свештена димензија да се поклонуваме и да принесуваме жртви, туку ја надополнуваат онаа празнина, да речеме духовна, што укажува за отсутноста на Бога од животите на такви луѓе. Значи, доколку го имаме ние Бога во нашите срца, ние секојдневно можеме да комуницираме преку него, значи без разлика дали со упатени директни молитви за нашите потреби, упатени славословија кон Бога, но сите оние луѓе кои што, нели, го немаат Бога во својата срца, го немаат Бога во своите срца, идолите ги наоѓаат во некакви брендови, во, да речеме, уметници, во пејачи, во, нели, брендови кои што се ставени под бренд на некоја естетика или некоја форма, како да ни кажуваат дека ние не можеме без нив, како што се, например, мобилните телефони, телевизијата, каде што ни буквално се пласирано, далеку од тоа дека, нели, црквата е застанува против уметноста, против медиумите, но, нели, се треба да има одредена граница. Третата заповед: не изговарај го напразно името на Господа твојот Бог. Тука е интересно и малку контрадикторно тоа дека Бог не повикува да се молиме, а всушност сепак кажува дека напразно не треба да се изговара неговото име. Може ли да го објасниме оваа заповед? Значи, Бог, нели, суштински гледано нема име. Значи, кога Бог, нели, се сретнува со Мојсе лице в лице, Мојсе, кога ги добива заповедите, го запрашува, нели, Бога, што да речем, како, кој ми ги даде, и Бог му одговори: јас сум оној кој е. Значи, гледано во еврејската традиција, односно еврејската азбука, која што во тоа време кога живеел, нели, боговидецот Мојси, знаеме дека еврејското писмо е консонантско писмо, односно само имало согласки, додека вокалите не биле запишувани, а тие се читале, имало различни форми на читање, бидејќи се додавале во текот на читањето. И се со цел за да се избегнат варијантите на Божјото име, а Бог го наредува, ја дава оваа заповед, и името Божјо дури се спомнува само еднаш годишно, и тоа од правосвещеникот кој го принесува жртва за целиот народ.
додека во секојдневната конверзација, кога луѓето, евреите, сакале да го спомнат Бог, тие се фаќале за градите и покажувале со прстот нагоре. Нели, кажувајќи дека мислат на Бог, но не го изговорале нели неговото име напразно. И нели гледано во новозаветната историја, не треба исто така ние да го изговаряме напразно Божјото име, бидејќи со тоа Божјо име се случуваат чуда. Знаеме дека самиот Христос во Божјо име истерувал бесови, воскреснувал мртви, правил многу чудеса, исто така и апостолите, па и светителите и Божите угодници кои што живеат нели до ден денешен, со Божјото име прават многу чуда, и токму поради тоа за нели напразно да не се изговара Божјото име дадена оваа заповед, и нели од она практична причина поради тогашната азбука да се избегнуваат оние варијанти и изобличување нели на Божјото име со додавање на разни вокали кои што можеле да го сменат Божјото име. Добро, значи знае се во кога не добро се употребува Божјото име, секако кога се користи молитвата, тука неопходно е да се спомене Бог, а сето тоа Бог го прима сигурно, некако што самиот Христос кога нели и самиот тој ја кажува молитвата Отче наш, и подоцна од светителите кои што се напишани многу молитви кои што се зачувани до нас, буквално Бог се повикува, но нели се повикува молитвено, не да се колнеме да го користиме Божјото име во нашите. Така, знаат луѓето да го искористат во негативна. Не би навлегувале нели во толкување, се би изгубиле само времена. Да. Помни го денот за почивка за да го празнуваш. 6 дена работи и сврши ги во нив сите своји работи, а 7-миот ден е почивка на Господа твојот Бог. Дали оваа четврта Божја заповед е поврзана со создавањето на светот? Да. Има некоја свештена димензија? Да, значи тоа одговорот го дадовте, значи оваа заповед има повеќе свештена димензија. Значи знаеме нели од Светото писмо дека 6 дена Бог го создал светот, 7-миот го создал за својата почивка. И тоа е поврзано со евангелието. Значи деновите знаеме дека се нели периоди, сега сме буквално во оној 7-ми ден кога Бог починува од своите создавање. Ово прашање го разјасниме во некои од претходните емисии. Значи знаеме дека евреите сега минувале долг пат од Египет до ветената земја. И овде нели како што има колку има свештена димензија, толку има и практична димензија оваа заповед, значи се воведува некој ритм на живење, бидејќи знаеме нели ако човекот не работи, буквално ќе умре од глад, а доколку пак цело време работи, ќе биде заморен. Значи има денови за работа и има денови за одмор. Значи овој ден, саботата, како што го нарекуваат или шабат по еврејски, бил ден кој што треба да му се посвети на Бога, во смисла ден кога треба да се избегнуваат нели секојдневните работи, луѓето да го посветат денот на Бога. Значи оваа заповед подоцна нели со текот на времето, со текот на историјата добива повеќе човечка заповед, и кај евреите е зачувано едно така го нарекуваат предание на татковците, па дури нели во тој ден ти имале одреден број на чекори колку што смееле да правиле, мислам дека беше до 2000 чекори, ако не се лажам, не го земете овој податок за точен. Посебно таквото практикување било нели за време кога живеел Христос на земјата, па тој укажувајќи дека не треба строго да се придржуваме по тие човечки, да речеме, измислици и преданија, бидејќи секој ден е Божји ден и дека човекот е создаден за саботата, а не саботата за човекот, тој токму во саботен ден прави неколку чуда. Значи, ако тој ден е посветен на Бог и ако нели не треба ние да работиме на тоа, не значи дека не смееме да правиме добри дела, да ги помагаме сиромашните. Нели, значи, било дозволено да се работи, но главната цел и суштината на таа заповед е да му се посвети време на Бога, односно луѓето молитвено да се обратуваат кон Бога, нели, заповед која подоцна добила сосем друг карактер, практичен, не работеле, не знам, како што кажав, правиле одреден број на чекори, кој што тоа било повеќе човечка измислица, и затоа токму Христос зборува против ваквиот начин на празнување, а нели тоа прераснува подоцна, како што сведочи Светото писмо, секоја 7 година, кај евреите била света година, тие буквално таа година не ги работеле нивите, не работеле ништо, туку се прехранувале со нели плодовите, собирале плодови во
тек на 6 години и 7-та година така се прехранувале доколку имале робови, ги ослободувале на 7-та година. Знаете, евреите имаат некоја нумерологија и кај нив 7 бројот 7 значи полнота свет број, па така тие подоцна со текот на историјата на овој број даваат и големо значење, но нели тоа со доаѓањето на Христос кој што не го укинува старозаветниот закон, но го дополнува, добиваме сосем нова димензија и дури сега знаеме ние дека нашиот ден на православните, односно на сите христијани, не е сабота кога што треба да го посветиме нели на Бога, туку тоа е недела, денот кога што Христос воскресна. Така. Почитувај ги татко си и мајка си за да ти биде добро и долго да поживееш на земјата. Тука се зборува за односот кон родителите. Јасно. Значи, ова заповед не е некоја новина, која што нели е дадена од Бога и самото Свето писмо сведочи за... Но колку се почитува заповедта, се нема да навлегуваме во тоа, не само оваа заповед. Да, ќе наполнам што се случува. Значи, конкретно заповедта е дадена, бидејќи во тоа време различните луѓе и различните народи и култури имале сосем различен пристап на однос кон постарите, да наречеме изнемоштените лица. Значи, во некои култури кога некој бил стар и изнемоштен, го фрлале буквално во некој дол и го оставале таму да почине во најсташни мајки, некои во Тибет ги оставале на улицата, не знам во кинеската култура изнемоштените ги оставале во планина без разлика дали да умрат од глад, дали да бидат изедени од животните, па така овие влијанија да не навлезат во евреите кои што биле во Египет и да се задржи оној континуитет на почитување на родителите е дадена токму оваа заповед. Значи Бог по својата премудрост најверојатно промислил дека доколку не било дадена оваа заповед во она 40 годишно патување во пустината, сигурно ќе се јавил некој ваков случај кога некој изнемоштен би го оставиле насред пустина да умре во најстрашни мајки. Оваа заповед, ние православните ги почитуваме Божите заповеди, ние во денешно време имаме едно модернизирано, како да кажам, непочитување на овие заповеди. Значи, сакајќи да имаме комфорен, удобен живот, ние знаеме да се ослободиме од старите, оставајќи ги во старички домови, па дури се појави во скоро време една појава која што православната црква воопшто не се согласува, тоа е евтаназијата, значи доброволно потпишување на самоубиство, значи човек кој што е болен или немокен може без разлика дали неговите блиски буквално да му го одземат неговиот живот, значи луѓето кои што го наметнуваат ова мислење како етично го ја нарекуваат ова, да речеме, девијантна појава како убиство од љубов или од милост. Значи, под маската од љубов и од грижа за да не се мачи човекот кој што е болен, му се одзема животот, кој што е директно спротивставување на она Божја заповед каде што се вели не убивај. Да. Значи, не сме ние тие кои што треба да одлучуваме. Да одлучи кога треба да згасне живот. Да. Тука стигнавме до оваа 7-та, односно 6-та, не убивај, Божја заповед, да објасниме повеќе и во однос на тоа дека еве на пример во војна, кога се војува, не е возможно да не се убива противникот. Ова е интересно прашање, значи кога станува збор за масовно убиство, не? Да. Значи во времето кога се дадени Божите заповеди, дури самиот Бог на неколку места во Свето писмо кога зборува за еврејскиот род, кажува дека тие имале сурово срце. Значи, кај нив во тоа време, се до доаѓањето на Христос, кога старозаветниот закон бил заменет со новозаветниот, кој што е закон на љубовта, владеела онаа позната максима око за око, зап за зап. И замислите тогаш во тоа време да се случило некој убиство. Значи, луѓе би се одмаздувале за доколку некој убие некој од моите, нашето семејство, нашата фамилија ќе убие некој од нивните, значи тоа би се претворило буквално во еден вид масакар. Значи, темелејќи се на нивниот, како да кажеме, табиет, на нивната свест која што владеела, која што било апсолутно сурово, знаеме ние
каков односот бил на мажите кон жените, а и на мажите кон мажите. Значи се враќало, секое наштетување било рамномерно, нели, возвраќено. И токму поради тоа Бог, сакајќи да го сопре таквиот, да речеме, начин на действување, а при тоа да не ја наруши слободната волја на луѓето, ја дава оваа заповед, се со цел, нели, прво, како прво тие да ја сватат самата вредност на човековиот живот, дека нема ништо повредно од човечкиот живот, а нели со цел да се, нели, да се сопре злото, кое што едно зло води кон друго, па тоа друго кон трето, и се така до недоглед. Значи, прашавте за во време на војна, значи ставот е јасен на црквата, значи доколку некој ја напаѓа одредената држава, еве да речеме некој напаѓа Македонија, наша света должност е да ја браниме. Значи, кога се работи за одбрана на татковината и за одбрана на верата, војната е благословена. Но не да бидеме агресори. Значи, наша света должност е да браниме татковината и верата, но и во никој случај, нели, доколку во наши раци паднат заробеници, ние со нив треба да се однесуваме како со луѓе. Значи, е дозволено убиство, бидејќи тоа не е убиство со умисла, тоа е убиство во одбрана. И нели, не го гледаш војникот од друга страна лице в лице, но во никој случај не дозволиво врз, нели, фатените и заробените да се однесуваме ние нечовечки, да ги малтретираме, нели, не дај Боже, како што има масакри или разноразни, буквално грозни нечовечни работи, таквото нешто се осудува од црквата и не е, нели, дозволиво. Јас, како што сум запознаен со каноните, нели, иако е благословена одбраната на татковината и на верата, луѓето кои што убиле во војна некое време се отстрануваат од прическа, бидејќи, нели, во секој случај се работи овде за убиство. Да. И буквално должни сме, нели, ние, без разлика што тие се наши непријатели, Христос ни учи да ги сакаме нашите непријатели, да се молиме. Значи, ние сме должни, доколку не дај Боже дојде до некоја таква војна, да се молиме за нашите непријатели, Бог да им ги отвори умовите, да спознаат вистината и да се молиме, нели, за паднатите. Така. Оне понатаму: не врши прелюба, не кради, не сведочи лажно против својот ближен и 10 не пожелуве ништо што е туѓо. Добро, да ги објасниме овие последни 4 заповеди. Овие последни, значи, овде со ова не се дава некое, да речеме, ново учење. Јасни се 10 Божи заповеди, посебно овие 4, но еве кратко. Апсолутно. Значи, како што кажав, самите заповеди кажуваат сето она што, нели, треба да го прави човекот, она што е етично и морално, дури и Бог во секој човек од нас го има вградено моралниот закон. Еве, ќе го цитирам познатиот рационалист, филозоф Рене Декарт, кој што вели: само 2 работи ме изненадуваат и се чудам. Значи, тоа е звезденото небо над мене и моралниот закон во мене. Значи, Бог и да не ги дал, нели, тие заповеди, самиот морален закон кој што е вроден во нас, нели, самата религиозност, бидејќи секој човек сам по себе е религиозен, дури самата психологија го тврди тоа, знае што е добро, а што е лошо. Но сепак, нели, за да биде зачувано едно такво предание, да биде запишен еден таков закон по кој што, нели, од Бога даден, по кој што строго требале да се води еврејскиот народ, се појавила потреба од запишување, бидејќи знаеме, нели, не посакувај туѓо. Ова е една скратена верзија на оно што е напишано во Светото писмо, бидејќи таму се вели: не ја посакувај жената на ближниот свој, не го посакувај ослето. Знаеме дека и во тоа време, како и денес, меѓу луѓето имало, нели, и луѓе кои што биле подчинети на гревот, и блудството што тогаш постоело, значи, и како идолопоклонството, самото идолопоклонство во своето свештено дејство, блудот бил една значајна гранка, значи, покрај жртвопринесувањето на идолите, околу нив се и блудствувало, па така да, нели, да, доколку би се појавиле тие, да речеме, оргии со, нели, во наводници свештена димензија, тогаш, нели, секој би посакал жената на својот ближен, и токму поради влијанието кое што можеле да го трпат евреите, им се дадени овие заповеди. Значи, овие заповеди се сублимирани во Христос, нели, кога
кога го прашуваат кои две заповеди кои се најголемите заповеди, тој им вели возлюби го Бога со сето свое срце, со сета своја душа и нели возлюби го ближниот како себе си. Значи доколку ние како луѓе го сакаме Бога и го сакаме нели нашиот ближен, односно под ближен се подразбира секој човек, ние не би имале потреба од не знам колку право, од колку закони, значи целиот човечки закон кој што нели имаме ние многу закони, не можат да ги опфатат во целост законите кои што се дадени од Христос, бидејќи ние ако го сакаме нашиот ближен, нема да му наштетеме, нема да го убиваме, нема да го ограбуваме, нема нели сите работи кои што знаеме дека не се морални, нема да му ги правиме. Значи доколку само нашата законодавство се сведе на овие две Божи заповеди, ние не би имале потреба од законодавни домови, од закони, се би било, нели би живееле во една прекрасна хармонија. Интересно да објасниме како црквата го толкува прекршувањето на Божите заповеди, ако е тоа морално да се направи. Тука сакам да кажам во однос на, еве да речеме, пример ќе дадам за да може да ме разберат и гледачите и ти. Значи, доколку некоја мајка сака да го спаси своето дете, ќе биде приморана да украде пари или да врши прелюба, за да може да го спаси еве своето болно дете, кое би умрело ако не е направена неопходната операција која чини многу пари. Прост пример кој да го објасниме, но значи мора да направи, да прекрши две Божи заповеди за да го спаси своето дете. Добро, сега за да го продава своето тело има барем во денешно време многу начини за достоинствено заработување. Но еве осмата, можеби не кради, нели? Јасно, може значи заповед. Нели не де Боже човек да падне во таква ситуација, во православната етика постои еден термин кој се вика коализија на етички должности. Значи човекот многу пати знае да падне, нели да е ставен во ситуација да бира меѓу две зла. Еве прост пример со војната. Значи знаеме дека не треба да убиваш, а си приморан да убиеш. Така. Значи тогаш тој нека биде пример, исти како мајката и детето. Да. Во одредени ситуации треба да се избере оно зло кое што да речеме помало и ќе нанесе помало штета на луѓето околу нас. Како би знаеле кое зло е помало? Па значи секоја ситуација си одредена. Затоа постојат духовниците кои што нели се тука да помогнат. Јасно е, значи, црквата се соочува со такви проблеми. Нели ние стоиме категорично против абортусот, но имаме ситуации кога буквално поради природа на нештата еден живот мора да биде елиминиран. Значи тоа е секојдневие. Може би опасност ќе биде за животот на мајката, па е морално да се направи, и тоа е пример кој случаи, значи не се сетив да го кажам. Јасно, тоа се буквално наше секојдневие. Јас може би ќе бидам погрешно разбран, но и кога се работи за абортусот не треба ние да бидеме категорични да речеме не. Сега, навистина, нели имаме црквата вели не, но еве ситуација вие кажавте кога Јасно, апсолутно. Кога би требало да се направи. Да. Или еве три примера кажавме во кои би значи, можело да се прекрашат 10 Божи заповеди, но сепак во консултација со духовниот отец сето тоа ќе може да се се случувало, да. Мислам буквално секојдневие, но тогаш нели се консултираат поискусни отци кои што се да речеме со поголем подвиг, кои што буквално беседат со нели со Бога, значи не дај Боже тоа ние не го посакуваме, но се случуваат разноразни нели ситуации и искушенија, кои што нели некогаш навистина мораме да избереме едно зло, но гледаме да е помало, кое што во смисла да помалку да наштети на заедницата, а што помалку нели и на поголема одговорност и тежина на гревот да не носи лицето кое што за жал е ставено во такво искушение. Нели црквата, односно духовниците, не можеме сега ние шаблонски да пристапуваме на одреден проблем. Нели секој пример си е сам по себе. Да, ова беа само два-три примера кои можат нели да им дадат знаење на гледачите зашто зборуваме. Јасно. Не, многу пати се поставувани нели такви прашања, конкретно на мене, што ако нели ми го постави прашање интересно кое што на прв поглед ќе те зачуди, на пример, ако некоја девојче е силувано и нели од како последица на тоа се роди, значи да бидеме реални, знаеме дека самата медицина тврди дека за време на самиот чин лицето треба да биде опуштено, значи до сега ние немаме слушнато за некој таков случај. А на пример реално да погледнеме во денешно време за нели обично нели не дај Боже него ние посакуваме, но треба да се
испита и животот на таквата личност. Знаеме дека за жал нели живееме во едно такво време каде што можеби нели лицето кое што е силувано да со својот изглед да го предизвикал нели сторителот на тоа дело. Значи се зема за соблазна зборувате така. Зборуваме за соблазна, нели духовни капацитети, психофизички капацитети, значи не можеме ние да пристапиме нели со одреден шаблон. Значи се земаат сите нели сите фактори се стават на вага и тогаш се. Значи има многу ситуации, нели не дај Боже пак ќе кажам да дојде некој во такво. Еве за крај околу почитувањето на 10 Божји заповеди на препорака до гледачите, па тука ја превршуваме емисијата. Препораката е јасна, значи самиот Христос нели не учи да ги почитуваме писмата, самите апостоли, па и светителите кога зборуваат да ги почитуваме заповедите. Јас не би должел многу, бидејќи се знае дека сето она што е дадено од Бога, кое што е нели пренесено од апостолите преку светите оци дошло до нас, е вредно за почитување. А знаејќи дека нели директно од Бога доаѓаат 10 Божји заповеди, тие за нас се еден голем авторитет и нели заповеди Значи не можеме да кажеме дека се заповеди бидејќи имаме слободна волја, закони кои што но сепак се заповеди. Јасно, но нели треба да ги почитуваме за доколку сакаме да растеме нели во мера на Христос и да бидеме добри христијани. Дори и самите философи, мислители, кога зборуваат за Светото писмо, зборуваат, вели вие христијаните, вика имате една света книга, доколку ја почитувате, целиот свет ќе биде осветен, ќе биде свет добар, но вели вие кон неја се однесувате како обичен документ. Разбирате. Така да. Благодарам за гостувањето во емисијата Православна ризница. Верувам дека и понатаму ќе соработуваме. Повторно ќе вработиме вакви интересни теми. Се надевам. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме Православна ризница на Канал 8. Разговаравме на тема 10 Божји заповеди со ѓакон Димитар Арсовски. Следете ни следниот понеделник во истиот термин. Довидување.